Сигурна сум дека на денешната дебата ќе имаме компетентни стручни мислења од различен аспект. Затоа јас ќе се обидам на почеток, бидејќи сепак темата е зададена Северна Македонија помеѓу Европска унија и Српскиот свет, а Српскиот свет можам комотно да кажам дека од кога влезе во извештајот, значи кога стана официјален правен политички термин во извештајот на Европскиот парламент 2 години поред, стана прилично комотно да се употребува во јавниот дискурс кај нас, што не беше случај претходно. Многумина, односно малкумина, не многумина, многумина молча, малкумина збореа за влијанието на Српскиот свет, иако тоа влијание не може да го врземе ниту со власта на Александар Вучич во Србија, а најмалку можеме да го врземе со модерна Србија после 91-та година. Српскиот свет е многу подлабок историски концепт кој не секогаш носи назив Српски свет. Затоа јас дозволете да дадам една мала историска ретроспектива или историска основа која мислам дека ќе биде корисна за самата дискусија, затоа што неретко во современиот дискурс кај нас се става знак на еднаквост помеѓу Српскиот свет и Рускиот свет, што не значи дека тие не се поклопуваат во одредени точки, што не значи дека немаат никаков заеднички интерес во влијанието денес, меѓутоа тие се според мене суштински различни, а мислам дека нивната заедничка употреба кај нас, односно Рускиот свет практично служи како параван за да се намали или да се минимизира влијанието на Српскиот свет. Српскиот свет всушност е хегемонизмот, големосрпскиот хегемонизам, еве така да го наречеме. Тој не мора да носи назив Српски свет. И самата српска, еве да кажеме, модерна политичка елита, лани или преклани го применува во српски интегрализам. Може би тоа кај нас и помина малку незабележано. И Српскиот свет изворно е штетен за самата Србија, првично, и за српската култура, за српското современо општество, за српската либерална мисла, за српската интелектуална мисла. Меѓутоа, во однос на Македонија, Српскиот свет пред се според мене е културолошки феномен, меѓутоа каков културолошки феномен? Српскиот свет располага, односно главниот таргет на Српскиот свет е територијата. Тие ја таргетираат територијата не само на Македонија, туку тие нели велат во секоја земја, секоја територија каде што живеат срби, тоа е Српскиот свет. Зошто им треба нив територијата наша, односно територијата на Македонија или Северна Македонија? Нив не им треба македонскиот условно кажано идентитет, македонскиот етнос, нив им треба македонската територија, каде што може да ја постават или каде што ја поставуваат основата за сопствената српска историја, меѓутоа не сопствената српска историја базирана на факти, туку српскиот наратив за тоа што е историјата, односно фикцијата на она што е историја. И таа подлога ја имаат во Македонија и во Косово, известно, односно делумно. Меѓутоа, центарот на наративот, на српскиот наратив е сепак Македонија. И во таа смисла, Српскиот свет го сметам за еден културолошки феномен, на територијални претензии, преку узурпирање на историјата, каде што српската средновековна историја, која во голема мерка не се базира на факти, туку се базира на фикција, го узурпира пред се византиското наследство во Македонија. И тоа влијание некако е под радарот. Ние го гледаме политичкото влијание, ние го гледаме влијанието преку современата музика или преку турбофолк музиката или влијанието преку финансиското, економското и сето тоа друго влијание, меѓутоа сето тоа е постфестум. Тоа нема да може да се реализира доколку ја нема основата, а основата не е создадена после 91 година. Основата е создадена од Кралството Србија, односно нивното изворно перцепирање на Македонија како изворно српска територија. Српска територија и српска земја, што е многу важно. За разлика од тоа, Рускиот свет, односно Русија, ја не би го нарекла ниту Рускиот свет, во однос на Македонија има, би рекла, едно сосема друго влијание, затоа што, знаете, и Србија историски не е проруска култура. И Србија историски е прозападна култура. Тоа што тие сега се врзуваат за Русија е од сосема други политички, опортуни причини кои одговараат на настаните во 20 век. И јас би рекла дека Српскиот свет се однесува кон Македонија на потполно ист начин, како што Рускиот свет се однесува кон Украина. Зошто? И на едните и на другите им треба културолошки и цивилизацијски легитимитет кој го наоѓаат во тие две земји. Со други зборови, Русија
смета дека нема основа без Украина, историски, културолошки, цивилизацијска основа и врска со најголемите култури на своето време, а најголемите култури на тоа време била Византија, односно Источното Римско царство. Врските ги наоѓа Русија преку Украина, не само со Византија. Целокупниот културолошки развој, еве малку само една дигресија да направиме за Украина, малкумина, можеби еве Џабир бидејќи нели е сега посветен да кажеме на таа тема, можеби повеќе знае за историјата на Украина. Украина е една од најстарите цивилизации. Значи случувањето на Црноморскиот брег, скитската култура, подосна културата, врските со Византија. Тоа се темелите што ги бара Русија во Украина. Тој легитимитет и треба на Русија за да има, условно кажано, тапија дека е еднакво добра вистинска култура како и другите. На потполно ист начин или на многу сличен начин Србија ја третира Македонија. На српскиот свет, односно на великосрпската идеја, и треба основата културолошка на Македонија, каде што таја ќе ја постави основата на својата средновековна историја. Основата на српската средновековна историја се Немањичи. Целата историја на Немањичката династија, започнувајќи од Стефан Првовенчани, па до Свети Сава, главниот светител денеска на Српската православна црква, се врзуваат за Македонија. Ама на каков начин се врзуваат за Македонија? Затоа може би малку подоцна. Според мене единствен начин каде што можеби би се допирало влијанието на српскиот и на рускиот свет, условно кажано, е Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Тука може да го видиме дури и директното руско влијание. Меѓутоа повторно, причината поради која Русија сака да ја придобие МПЦ на своја страна е незината битка за приматот со Константинопол, односно со грчкиот, со хеленскиот свет, како сакате наречете го, за разлика од Српската православна црква, која сака својот легитимитет да го извлече од узурпацијата на Охридската архиепископија. Па вие се сеќавате дека во рамките на Српската православна црква постоеше така наречената православна Охридска архиепископија, ПОА, па после се интегрираа, нели. Меѓутоа каква врска има Охридската архиепископија со Српската православна црква? Кога Српската православна црква 22-та година го добива томосот, таа ги добива териториите на Охридската архиепископија, таа не го добива титуларот. Сега, ако вие имате нерасчистени односи, како што имаме за жал, а многу малку од тој безбедносен аспект ја третираат кај нас улогата на Македонската православна црква, тогаш ние имаме дупло влијание. И влијание на Русија, и влијание на српскиот свет. Јас ќе ви дадам само еден пример, за да не земам време, мислам дека за воведото доволно. Еве, да го цитирам Томосот. Томосот во 22-та година што вели? На кој ги дава? На кралството Србија, значи Вселенскиот патриарх, на кралството Србија, со оглед на тоа што таа после изминатите балкански војни од 1912-1913 година и до скорашната голема светска војна, првата светска војна, е проширена, изголемена и подигната во едно големо и обединето кралство СХС. По милост и благослов Божји ги опфаќа во своите граници епархиите кои доскоро биле под канонска управа на патриаршискиот Вселенски престол и тоа митрополиите: Скопска, Велешко, Дебарска, Пелагониска, Преспанско, Охридска. Врз база на ова, СПЦ вели дека е црква мајка, а дека е Охридската архиепископија МПЦ црква ќерка. И нашите, за жал, великодостојници на црквата тоа велат да. Па тоа е таква бласфемија историска, такво газење по сопствениот идентитет, и таква историска невистина. Меѓутоа за оваа тема, тоа според мене е точката каде што се преклопуваат српскиот и рускиот свет. Српскиот свет на кој начин влие, и со ова завршувам, не се извинувам за времето што го завземав малку повеќе. Јас ќе ви дадам еден пример како според мене влијае српскиот свет, а е можеби неприметливо. 2024 година археолошкиот музеј на Северна Македонија прославува 100 години од основањето. Па тоа значи дека е 24-та основан. 24-та година Македонија нема никаква државна форма, туку е дел од кралството СХС, Српска бановина. И вели, членови на Скопското научно друштво ја формирале збирката на камени споменици, која станала иницијална колекција на музеот на Вардарската бановина, формирана на 1 април 1924 година. И тоа ние го славиме. Го славиме институционално. Наша институција го слави. Не се меша Србија од страна. Не се меша Александар Вучич. Наша институција слави 100 годишнина непостоечка и прави континуитет, правен и политички континуитет со српска
Српска Бановина, значи ние ако немаме држава до 45 година и нашиот археолошки музеј е формиран 1949 година, па тоа е апсурдот уште поголем. Значи ние само после 1945 година може да имаме правен и политички континуитет. Ако ние извлекуваме правен и политички континуитет од 24 година, па тогаш ние доброволно влегуваме во српскиот свет. Интересно е што во извештајот на Европскиот парламент српскиот свет се доведува во контекст на суверенитетот и територијалниот интегритет. Значи се загрозува суверенитетот потенцијално и територијалниот интегритет на целиот регион. И тоа е интересно што синтагмата за српскиот свет е ставена во извештајот за Северна Македонија, ама се однесува и за Црна Гора, и за Косово, и за Босна и Херцеговина. Тоа доволно говори колку станало влијанието сега силно, што не значи дека не било и до сега. Јас мислам дека Македонија, Република Македонија, сега Република Северна Македонија, се сочува со српскиот свет од почеток, од првиот ден на независност од 91 година. И ја не мислам дека ние не сме направиле напредок. Напротив, сето она што ние сме го постигнале овие 35 години е се потенцијален метафорички пораз за српскиот свет. Прво, самиот факт дека имаме независна и суверена држава е пораз за концепт кој вика хегемонистички дека вие сте дел културолошки, историски, територијално на друга територија. Затоа што внимавајте, српскиот свет не збори со речникот на светот после 45 година. Српскиот свет збори со речникот пред 45 година. Последното обраќање на Путин беше за тоа, тој го доведува во прашање современиот свет после 45 година. Ние зборуваме со речникот на империите, царствата пред 45 година. Тоа е опасноста со која цел свет се сочува сега во моментов. Тоа е загрозувањето на меѓународниот правен поредок. Со тие аргументи и со тие зборови збореше и Орбан. Он збори со империјални зборови. Он не збори за Унгарија, он збори за Австро-Унгарската империја ја има во смисла. И он затоа ги таргетира и Србија и Хрватска. Ние со тоа имаме проблем. И ние затоа српскиот свет треба да го гледаме како империјален хегемонистички проект, меѓутоа не од сега, туку од пред 45 година. Значи целата наша независност е всушност своевидна борба со српскиот свет. 95 година времената спогодба не е удар. Времената спогодба се носи на Совет за безбедност. Советот за безбедност дава согласност и Русија. Значи сите даваат согласност Македонија да биде независна држава со двете резолуции што следат. Времената спогодба, знаете дека атентатот врз претседателот Киро Глигоров се случува непосредно после времената спогодба. Времената спогодба ја тегнеме до 2018 година, до потпишувањето на Преспанскиот договор. Тоа е всушност исто. Преспанскиот договор е всушност времената спогодба. Ние правиме од тоа како да е некој нов договор, како да не знам што сме направиле. И е многу интересно што времената спогодба е всушност во 3 точки. Не мешање во внатрешните работи на другите соседни држави, во преамбулата да се тргне се што се однесува на монополизирање на историјата. Ние се уште после 35 години имаме проблем со монополизирање на историјата. Ние кога ќе кажеме Македонија и македонско, ние мислиме на нешто друго. Ние не мислиме на Северна Македонија. И тоа е тој наратив кој за жал не се навикнувале граѓаните, затоа што ние од 45 година имаме територија која не е историскиот и географскиот регион на Македонија и ние требаше до сега да се научиме да го споделуваме заедно со Грција и Бугарија, на кои секако сме упатени. Времената спогодба, Охридскиот рамковен договор, договорот со Бугарија, се е во функција на демонополизирање на историјата, демонополизирање на нашиот или на наративот што може би бил и нормален и вообичаен за држава како што била СФРЈ, како што била Југославија и одговарал на таа политичка реалност, која Југославија реално била прозападна држава, не била проруска држава, реално гравитирала, реално била помогната од Западот и реално тие дозволувале на некој начин таа да биде централната моќ. Кој ќе го наследи, кој ќе ја наследи моќта на Југославија? Тоа е битката. И Србија ја води таа битка. Она сака да биде регионален лидер. Ама за да биде регионален лидер, тука и е Бугарија. За да биде регионален лидер, тука и е Грција. Така. Има други регионални лидери. И ја води преку нас. И ние сме колатералната штета. Затоа јас мислам дека 35 години независност и се што стигнавме до овдека е огромен напредок. Со што сме биле соочени како општество, мислам дека некој еден ден можеби ќе дознаеме. Мислам дека се уште не знаеме со што сме биле соочени како општество, со какви се обструкции, со какви се внатрешни и надворешни влијанија, ама сепак сме стигнале. Станавме членка на НАТО и сме пред прагот на Европската унија. И бидејќи сме пред прагот на Европската унија, и бидејќи немаме апсолутно никакво вето формално, практично нема како да се блокира државата и се активира на овој начин како што се активира српскиот свет. Джабир убаво го објасни целиот тој
повеќе слоен, да кажеме, повеќе слојно влијание. Така што мислам дека јас не би била толку голем песимист. Да, точно, се согласувам дека наративот е апсолутно узурпиран, меѓутоа чинот дека се е до тој степен узурпирано, чинот дека толку агресивно се оди на секој начин. Внимавајте, уште една дигресија ќе направам. За соседна Србија мислам дека или Петрет или Џабир збореше, не се сеќавам, се извинете. Во Србија се можеш да спомнеш освен Европска унија. Значи тоа е најголемиот греф. И Сребреница. Имаше дури сега имаше претепување на Владимир Арсенијевиќ, познат уметник, само затоа што сакаше да не знам што сакаше да обележи, нешто ситно, скромно да каже нешто за Сребреница. Европската унија е главниот проблем, затоа што во Европска унија паѓаат овие наративи, во Европска унија паѓаат и границите. Вие ако сте членка на Европска унија немате граница. Европска унија е централниот демократски стожер во светот во моментот, не само во регионот. И вие замислете, ако немате вие граници, вие нема да имате потреба од никаква хегемонија. Вие немате граници, вие имате правила, вие имате владење на правото, вие имате историја базирана на факти, вие имате природно инклинирање кон регионите кои ви припаѓаат. Ние природно инклинираме кон Грција и кон Бугарија. Луѓето кај нас природно се врзани затоа што споделуваме заедничка, не заедничка историја, заеднички обичаи, заедничка култура, заедничка храна, заеднички начин на живот. Вие не може вештачки тоа да го држите дека ние треба да бидеме врзани со Србија затоа што сме биле 45 години или не знам колку во СФРЈ. Така што јас мислам дека барем во овој круг треба да бидеме оптимисти, бидејќи знаете колку сте гласни за темата и колку ги кажувате на различен начин или со факти или со различни гледишта, мислам дека и Џабир спомна, другиот Џабир, дека граѓаните се апатични. Има милион причини зашто граѓаните се апатични. И мислам дека апатијата на граѓаните е единствениот механизам кој им остана да кажат дека не се согласуваат со ова што се случува.